Почитувани представници на медиумите, како што веќе претходно сте запознати, Синдикат на полиција во Македонија во неколку претходни пресконференции изјавуваше дека конечно е дојдено времето на една поинаква одговорност. Имено, во минатото, секоја злоупотреба на одредена категорија на раководители во МВР и покрај тоа што очигледно беше дека штетата е предизвикана токму од нив и покрај се, на крајот, со сите изгубени судски правосилни случаи, штетата ја плаќаше единствено Министерството за внатрешни работи. Овој проблем се наталожува десетици години и ниту Министерството, ниту примарната служба, чие основно занимање е токму пронаоѓање на конкретна одговорност кај група вработени, се мисли на внатрешната контрола, останува неми на ова прашање. Затоа, денес, како синдикат, ќе кажеме дека е доста со наведеното и конечно е дојдено време во Министерството да постои утврдување на индивидуална одговорност за сите злоупотреби кои ги правеле одредена категорија на раководители сега и во иднина. За таа цел, денес, како синдикат, до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, поднесуваме една кривична пријава против неколку раководители во МВР за сторени кривични дела и тоа повреда на правото на работен однос по член 166 став 1 од Кривичниот законник и кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување по член 353 од КЗ. Ова е кривичната пријава. Станува збор за актуелните началници на секторите за внатрешни работи Струмица, Битола и Команово, како и против пред еден месец разрешениот началник на СВР Велес. Пријава е поднесена и против други раководители во склоп на наведените СВР, каде истите се непосредни раководители на оштетените работници, офатени со кривичното дело кој им се става на товар на сторителите. Сите пријавени во временскиот период од 2019, 2020 и 2021 со неизвршување на службената должност која биле должни да извршуваат, односно свесно не се придржувале кон член 23 од Правилникот за заштита при работа на работниците во Министерството за внатрешни работи, каде е наведено дека заради отстранување на штетните последици предизвикани од посебните услови за работа се доделува за јакната исхрана за секој работен ден по половина литар млеко или јогурт по желба на работниците кои работат на одредени работни места во Министерството. Пријавените лица кривичното дело го вршеле, тоа им го правеле на начин што не набавувале, не барале на писмено преку службени акти и со тоа не им овозможи на работниците во Октупа и полициски станици за БПС и полициски оделенија за БПС за јакната исхрана за секој работен ден по половина литар млеко или јогурт, со што е направена повреда на правото која на работниците им припаѓа согласно правилникот, при што свесно влијаеле да им биде загрозено здравјето на вработените. Она што треба јавноста да го знае, како и вработените, е тоа што работодавецот, Министерството за внатрешни работи, за предметните 2019, 2020 и 2021 година, секоја година склучувало рамковна спогодба за јавна набавка на стоки, млеко и млечни производи баш по овој основ. На крај, на самиот крај, дозволете да ги запознам сите вработени дека наведениот правилник за заштита при работа е подпишан токму од министерот за внатрешни работи и Македонскиот полициски синдикат. И тој ист синдикат, согласно одредбите од колективниот договор МВР, има определено свој представник на работниците околу проблематика за безбедност и здравје при работа. Зошто и од кои причини овој представник, кој не знаеме кој е и не реагирал и не преземал со години назад никакви мерки, тоа им го оставам да го преценат самите вработени. Благодарам.